Животот и здравието на работниците и понатаму е градежништвото. На второ место е административната работа, велат од Македонското здружение за заштита при работа. Службениците трпат болки во мускулно-скелетниот систем, горниот дел од грбот, рамената, лумбалната регија и дланките, покажало испитувањето кое го спроведе Здруженијето на судска администрација во 3 пилот судови, меѓу кои и Охридскиот основен суд. Здруженијето на судска администрација како професионално здружение кое се залага за вработените во судството и подобрување на условите на нивните работни места, спроведе проект од областа на заштита при работа кој треба да даде одговор на прашањето со кои ризици по здравието се соочуваат вработените во судските институции. Испитувањето било спроведено во 3 пилот судови, основниот суд во Охрид, во Велес и во Штип. Консултант по областа ергономија го спровел испитувањето со нордиски прашалник на кој 98% од испитаниците одговориле дека трпат секојдневни болки во мускулно-скелетниот систем, горниот дел од грбот, рамената, лумбалната регија и дланките. Иако сметаме дека административните работни места се безбедни за работниците кои што ги обслужуваат, вистината е малку поинаква. Кога работиме на компјутер, сме постојано во една иста положба. Таа положба е седачка положба во која што поминуваме повеќе од 8 часа во текот на денот само на работното место. Меѓутоа, доколку тука ги додадеме останатите часови кои што ги поминуваме во седачка положба, дали е тоа дома или е на пат, во чакална или без разлика каде, може да се заклучи дека генерално многу седиме како нација. Компјутерите им ја олеснија работата на административците, но им го нарушија здравието. За да се делува превентивно, но и да се намалат последиците врз здравието на вработените, Здруженијето на судска администрација издаде прирачник со вежби. Вежбите ќе бидат истакнати и на работните места, но се поставува прашањето колку административците имаат време и просторни услови да ги практикуваат. Ова е исто еден од тие проблеми со кои што ние се соочуваме и кои што се надевам дека ова е само почеток, кој што натаму ќе го решаваме ние и во таа насока. Време на вистина може да се најде, меѓутоа проблем се просторните ресурси во судството и во институциите, а меѓутоа тие вежби можат да се практикуваат и дома, доколку тука нема некаква прилика, се до оној момент додека ние не се избориме или не ни проработи свеста дека треба и такви простори да се обезбедат во институциите. Македонското здружение за заштита при работа алармира дека треба да се преземат чекори и конкретни мерки за намалување на повредите и професионално стекнатите заболувања во нашата земја. Последните истражувања укажуваат на тоа дека работниците многу малку се запознаени за своите права. Правата за безбедна и здрава работна средина. Така да, потребно е превенција, потребно е зголемување на свеста на работниците, за почитување на нивните работнички права. Треба да ги охрабриме работниците како да побараат правна помош. 33 работници го загубиле животот, а 793 се повредиле на работно место изминатата година, од кои најголем број во градежниот сектор. На второ место јавната администрација, според податоците на Трудовиот инспекторат. Во моментов во тек е процес на ревизија на Законот за безбедност и здравје при работа со цел да се увиди потребата од измени на постојниот или носење нов закон.